Беше тоа на 28. август 1903 година, кога турската власт затвори 112 селани од селата од околината на Скопје, обвинети дека подготвувале востание и опрема за две чети за испраќање напомош во битолскиот вилает. Беше тоа на 28. август 1903 кога селото Смилево од Емир Хисарско беше нападнато од многубројна турска војска. Со одбраната на Смилево раководеше Даме Груев, големиот македонски револуционер. По жестоката борба, турската војска навлегла во селото, го запалила и извршила масакрирање на 250 жени и деца во местноста Голем Гар на планината Бигла. Беше тоа на 28. август 1929 кога рударите од рудникот Лојане Кумановско стапија во штрајк. Поради тоа овој ден денес се празнува како Ден на рударите на Македонија. Беше тоа на 28. август 1963 кога се одигра првиот фудбалски меч по земјотресот во Скопје меѓу Вардар и Динамо од Загреб. Надпреварот заврши 1:1, судија бил Ладо Јакше, меѓународен судија од Љубљана. Беше тоа на 28. август 1991 година, кога во Скопје во издание на новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија излезе првиот број од неделниот спортски магазин Скок. На 28. август 1993 година во близина на селото Подвискичевско е откриена спомен плоча на прославените војводи од Илинденската епопеја Наке и Арсо, а во кругот на црквата во селото Кладник е откриена спомен плоча на масовната гробница на 18 македонски востаници. Беше тоа на 28. август 1996 кога на православниот христијански празник Успение на Пресвета Богородица во црквата Света Богородица кај Берово, од громовите што удрија во масата од 10 до 15.000 присутни луѓе на прославата загинаа 9, а 40 лица беа повредени. Беше тоа на 28. август 2002 година, кога на врвот Крстовар, на водно крај Скопје, на надморска височина од 1066 метри, е откриен и осветен споменик во форма на крст, така наречен Милениумски крст, изграден според проектот на архитектите Оливер Петровски и Јован Стефановски. Споменикот е висок 76 метри и е комбиниран со 10 метри бетонска платформа и 66 метри метален крст со златно-жолта боја. Крстот има краци долги по 20 метри. Камен темелникот беше поставен на 27. септември 2000 година за празникот Крстовден по повод одбележувањето на 2000 годишнината од христијанството. На 28. август 1917 во Прилеп е роден Сотир Гулески, македонски писател и книжевен преведувач. Автор е на романите Меѓа, Прекршен арбет, Кога карпите ртат, Модро млеко, Им се суди на дивите ветрови, на тетралогијата Фурии и други дела. Сотир Гулески умре во Охрид на 20. јуни 1985. На 28. август 1930 во Гевгелија е роден Ѓорги Старделов, македонски естетичар, филозоф, книжевен критичар, есеист, академик. Дипломирал философија на Философскиот факултет во Белград, доктор по филозофски науки, станал во 1965 бил професор на Филозофскиот факултет во Скопје, председател на Друштвото на писателите на Македонија и председател на Македонскиот пен центар. За член на Македонската академија на науките и уметностите е избран во 1986. Во периодот од 2000 до 2004 година бил подпредседател на МАНУ,
а од 2009-та незин подпредседател и раководител на лексикографскиот центар, за од 1 јануари 2008-та да стане и председател на Академијата. Во Ману од 1993-та Ѓорги Старделов раководел со макропроектот Историја на културата на Македонија, во рамките на кој во негова редакција биле издадени 20 тома. Носител е на врвни македонски и меѓународни книжевни и државни награди и признанија. На 28 август 1944 година, во борбата за ослободување на селото Здуње кај Македонски Брод, во јуриш против бугарската војска како командант на 5-та македонска бригада, загина Илија Игески Цветан, народен херој на Југославија од Македонија. Роден е во селото Топлица Прилепско во 1920 година. На 28 август 1944 година во селото Морани Скопско е убиен Томе Димитровски Томаки, припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Томаки Димитровски е роден во Битола на 1 септември 1922. Во септември 1943 тој станал член на првиот Народно-ослободителен комитет во Битола, кој всушност бил и првиот орган на новата македонска власт во градот. Бил откриен и уапсен од бугарската окупаторска полиција, а потоа осуден на доживотен затвор. Казната издржувал во затворот во Идризово. По бегството на политичките затвореници од затворот во август 1944 Томаки Димитровски станал борец на 3-та македонска бригада. Загинал во борбите на оваа единица со бугарските војски. На 28 август 1968 година во Струга почина Антон Панов, македонски писател, еден од најпознатите македонски драмски автори. Негово најпознато дело е драмата Печалбари, објавена во 1936 година. Други негови познати дела се драмите Вероника, Препородени, Самракот. На 28 август 1999 година во сообраќајна на незгода загина македонскиот министер Радомир Стојковски, заедно со неговата сопруга, ќерката и возачот, пошто норвешките војници во возилото на меѓународните сили со кои тој се судрил, одбија да направат алкохолен тест во крвта. Поручникот кој ја предизвика несреќата во Осло во март 2000 година е осуден на 1 година затвор.